Почитувани колеги, почитувана јавност, еден попис, што би се кажало е крвната слика за една држава. Во тој попис треба да бидат содржани податоци по кои што ќе треба да се креираат политики за наредните десетина години, колку што е рокот за одржување на наредниот попис. Начинот на кој што владата сака да го одржи овој попис е во најмала рака скандалозен, нетранспарентен и погрешен. Она што вие сте го кажале, почитувана колешке, на вашата пресконференција, изнесувајќи дузина невистини, сте поставиле едно прашање, а тоа е во интегрална смисла следно: дали Мицковски му одговара на пописов да има помалку македонци? Господјо Калевска-Ванчева, дозволете вака да ве прашам вас, ако ги видите договорите кои што ги потпишавте вие, и бугарскиот, и преспанскиот, токму таму вие се откажувате од македонското малцинство. Апропо на вашето прашање, еве да ви дадам реакција и одговор. Понатаму, што ќе се случи ако се одложи пописот за една година согласно препораките на ООН? Значи не согласно некој од државава што мисли, не од ВМРО ДПМН, не некој експерт, туку Обединетите нации препорачуваат. Затоа што сакам да говорам конкретно и концизно, ќе ви прочитам датуми од држави кои што за волја на вистината се поразвиени од нас, имаат системи кои што се пореспонзивни. Германија го има одложено за 15 мај 2022 година. Америка за 31 јули 2022 година. Шкотска за март 2022 година. Ирска за април 2022 година. Романија за 2022 година јуни и Бугарија, Хрватска и Србија сите го одложија за неколку месеци или за наредната година. Не покажавте никаков демократски капацитет или не прифативте било каква забелешка или амандман од опозицијата. Имаше над 40. Резултатите до оваа операција според ваков закон најмалку ќе се следните и сега ќе ви прочитам најмалку 10 причини зошто вака спроведената операција на попис нема да ги даде посакуваните податоци од аспект на статистиката. Нема да има конечни, точни податоци. Нема да има податоци кои што се базираат на реалноста. Овој попис ќе ги попишува и оние кои што никогаш или од многу одамна не живееле во Република Македонија, а на некаков начин имаат или добиле македонско државјанство. Пописот нема да ги користи сите расположливи бази на податоци, избраните бази биле селективно наведени. Пописот ќе се спроведува од раководни лица од владеачките структури по систем на врзан потпис. Тоа го објаснија и колегите. Со пописот ќе се попишуваат државјани, имаме таква база, а не население. Немаме таква база, а не е потребна. При попишувањето нема да е потребно приложување на документи. Се уште се крие методологијата. Никој во оваа држава не знае по која методологија ќе се спроведе пописот. Нема да има постпописно истражување на точноста или верификација на податоците. Пописот на терен, како што кажав, ќе го спроведуваат партиски активисти и пописот ќе даде погрешни резултати, на чија основа погрешно ќе ги планираме и распоредуваме инвестициите за развој на различните општини. И затоа, ние како ВМРО ДПМН бараме повлекување на законот или ќе следи мобилизација за негово поништување. Република Македонија и повеќе од 25 години нема да добие попис чии резултати ќе бидат општо прифатени или признати. Оваа грешка ќе има далекусежни негативни стратешки последици за државата Република Македонија. Колеги, вакво прашање треба да ги обедини сите политички чинители, сите општествени фактори, за да може да дојдеме до консензуално решение како треба да изгледа оваа статистичка операција на попис. И затоа ги повикувам сите граѓани, без разлика на нивната политичка припадност или неприпадност, без разлика на нивната етичка и верска припадност, да ни се приклучат и да ни се придружат, затоа што на Македонија е потребен попис кој што ќе даде одговор на статистичките дилеми, а не попис кој што ќе биде политички и попис кој што нема да даде одговор на прашањата кои што ја засегаат македонската јавност. Доколку и покрај тоа, и овој предлог закон кој што се бутка, владеачкото мнозинство одлучи да го игнорира нашето барање и да игнорира волјата на илјадници, десетици, стотици илјади македонски граѓани, тогаш ВМРО ДПМН јасно кажа преку
гласилата преку ставот произнесен од пресконференцијата на претседателот Христијан Мицковски, дека резултатите од овој попис нема намера да ги признае и идните раководители на институциите кои што ќе бидат избрани како предлог на ВМРО ДПМН, резултатите од овој попис немаат намера да ги почитуваат. Ако Заев мисли дека треба да прави попис кој ќе биде политички, а не статистички, каде што ќе мапираат за престојните локални избори, за да знаат каде треба да се помине уште еднаш, каде треба уште еднаш лажно да се вети да се излаже, каде треба да се уцени или притисне, ВМРО ДПМН нема да прифати таква мапет шоу представа во која што на крајот повторно македонскиот народ, граѓаните кои што живеат во оваа држава и Република Македонија ќе бидат казнети и ќе бидат санкционирани. Еве да збориме од она што повеќе го разбирам. Од нашето обкружување. Кажав дека сите држави го имаат одложено. Не е исто. Не е исто да правите и да анализирате економски и да носите одредени решенија. Дали ќе бидат граѓаните 2,2 милиони, 1,5, 1,6, 1,7. Или конкретно, дозволете пластично да ви објаснам. Вие ако живеете во одредена општина, каде што по овој попис погрешно ќе се попише најмладата популација, утре, кога ќе правите стратегиски документ, каде треба да се вложува, каде треба да се планира, каде треба да се алоцираат средства, каде треба да се градат градинки, вие ќе имате погрешен патоказ. Каде треба да се инвестираат средствата. Затоа што утре оваа крвна слика вие ќе треба да ја понудите на странските инвеститори, на луѓето кои што треба да донесат инвестиции во оваа држава. И погрешно ќе ги навигирате за да вложуваат на места, на подрачја, каде што податоците не ви се корелација со бројките кои што ќе бидат на пописот. Ако сакате вие со овој попис да представите дека сте ги вратиле оние чии што чевли ги стававте пред владата и го лажевте дрско овој народ, дека толку луѓе си имаат иселено и вие ќе ги вратите, а 4 години немате ниту еден човек вратено затоа што немате ништо направено во таа насока да го подобрите животот. Или оние мои сограѓани, јас живеам во Ѓорче Петров, кои што живеат во мојата соседна општина Сарај, кои што со автобуси скоро секој дневно напуштаат оваа држава. Мислите дека со овие вакви фингирани политички операции ќе ги вратите назад, тогаш многу се лажете. Попис како статистичка операција се прави од кога ќе се постигне национален и општествен консензус, што во овој случај го нема, затоа што ниту еден од оние 40 амандмани кои што ги поднесе опозицијата не беше прифатен од владеачкото мнозинство. Како што кажав, поради ковид ситуацијата, многу поразвиени држави го одложија, како Германија, Шкотска, Ирска, Србија и Хрватска. Станува збор за држави кои што имаат подобро организиран систем и кои што може многу пореспонзивно да одговорат на ваквите настани и на ваквите операции. Уште еднаш ќе повторам. Овој закон треба да го повлечете ако имате доблест. Да не го злоупотребувате европското знаменце. Да дадете можност, како оној вашиот кој што ја држи раката на душата и вика да отвориме дебата. Ајде да отвориме дебата со оние во општеството кои што знаат, прво внатре-партиска, а потоа и помеѓу државна, помеѓу релевантните ентитети во држава кои што одблизу го одработуваат, облизу ја обработуваат оваа операција и да ги произвлечеме најдобрите заклучоци да постигнеме консензус. Доколку тоа не се случи, по очигледната злоупотреба на европското знаменце, ВМРО ДПМН ќе се мобилизира и ќе поднесе иницијатива за собирање на потписи за предлог закон за поништување на овој предлог закон, што треба да се донесе по насилен пат. Масовната мобилизација во собирање на потписи за петиција, кои ќе бидат собрани, и доколку овој предлог закон, што ќе биде доставен до собранието, биде игнориран, тоа јасно ќе стави до знаење дека владеачката коалиција не сака да спроведе статистичка, туку политичка операција. Али за волја на вистината, се ова кој што ќе се случи и сите пари кои што сега ќе се потрошат и сите податоци кои што ќе бидат погрешни и кои што ќе бидат погрешно емитувани кон македонската јавност, еден ден ќе бидат исправени, а парите кои што се потрошени и кои што ќе бидат потрошени и злоупотребени, еден ден кога ќе се врати правдата во оваа држава, ќе бидат санкционирани и никој нема да избега од одговорност. Ви благодарам. Реплика пратеничката Жаклина Лазаревска, повелете.
Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Стојановски, малку беше интересно целото ваше излагање и затоа се јавив да ви реплицирам. Ке се задржам на оној дел во кој што рековте, пописот треба да биде крвотокот на една држава. Крвна слика на една држава. Тогаш врз основа на